Државата ќе им дава идентитет на лицата фантоми, односно на лица кои не се пријавени во системот и живеат без каков и да е личен документ. Досега во 8 македонски градови беа пронајдени 5116 лица без идентитет, односно без каков и да е личен документ. На дополнителни 5202 дел од документите што не достигале, а за 3426 е покрената процедура. Од нив околу 1000 се во општините од источниот дел на државата. За да не останат надвор од системот, наскоро ќе се објави повик тие сами да се пријават во управата за матична евиденција. Целта на овој повик е да се пријават сите лица родени на територијата на Република Македонија, а кои не се регистрирани во матичната книга на родените, и да добијат можност да извадат прв извод од матична книга на родените. Овој повик ќе трае 6 месеци, почнувајќи од 1 април заклучно со 30 септември 2018 година. Во овој период ќе добијат можност сите лица кои што не се регистрирани или пак ги немат регистрирано нивните деца во матичните книги на родените да појдат до подрачните единици на управата за водење на матични книги и да поднесат барање за дополнително запишување. Паралелно со ова ќе се работи и на промена на законската регулатива. Во текот на овој период паралелно ќе се направат и измени во Законот за вонпарнична постапка, Законот за матична евиденција, Законот за лични карти, живеалишта и престојувалишта. Со ова ќе се олесни постапката за утврдување на овие лица кои што досега не се евидентирани во матичната книга, да може да се вклучат во матичните книги во понатамошниот период. Најмалку еднаш месечно во регионот се раѓа бебе во домашни услови за која државата нема никаква евиденција. Најчесто тоа се случува во екстремно сиромашните ромски семејства, а неретко надвор од матичната евиденција се и родителите на новороденчето.